сите очи викендов вперени во Стефана Димитрова и Даријан Кочовски, кои ќе го кажат судбоносното да на 50-тото издание на Галичката свадба. Токму тие гости во Македонија. Наутро, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и од нас. Добро утро. Вообичаено секогаш пред свадба очите се вперени од гостите во возетот и невестата. Кај вас дополнително и медиумите, и домашни, и странски туристи, сите со нетрпение ве очекуваат. Логично, првото прашање, како сте? Одлично. Одлично. Да. Одлично. Немаме трема, така да мислам дека без проблем ќе поминеме свадбата. Оние кои што слушнале, читале, а верувам дека нема македонец кој што не знае за Галичката свадба, знаат за што станува збор и знаат попатно колку обичаи автентични се дел од неа. Стефана, ги знаевте, многу голем дел од нив, бидејќи вие потекнувате од Галичник и верувам привилегија е за една галичанка да се омажи по традиција. Така е, дефинитивно. Секоја желба на секоја девојче, мислам дека е желба да биде галичка невеста, така да оваа година јас и Даријан, мислам навистина дека имаме таа чест или задоволство ќе ни биде да си ја продолжиме македонската традиција. Даријан, Стефана ги знаеше обичаите, но вие имавте многу што да учите периодов. Така, да, меѓутоа ние секојдневно ги дискутиравме обичаите. Повеќе години сме заедно, 10 години сме заедно со Стефана. Цело време се дискутирани баш обичаите. Имам учествувано јас претходно во свадбата на брати на Стефана, Нилчо, кој што исто правеше галичка свадба, така да ги имаме совладано перфектно обичаите, немаме никаков проблем во врска со нив. И сега морам да ве прашам, кој ве воведува во целата оваа приказна? Проговоривме пред разговорот, Стефане, дека ги знаевте, меѓутоа станува збор за детали. Кој ве воведува во целата оваа приказна? Постои, предпоставувам, сценарио под кое што се движите? Така, со помош на местната заедница Галичник, соодветно има одредено сценарио каде што се наведени сите обичаи и адати кои што нели треба да ги извршиме. Ете би спомнала дека свадбата започнува во сабота во 7:30 часот со китање на бајракот. После тоа се пукаат 3 пушки кои што означуваат нели почетокот на свадбата, при тоа што потоа се игра, односно се пречекуваат топаните, се враќаме, се игра свекрвен норо, невестинско и тешкото. Денот завршува со одање на вода, односно се полни нели вода од 3 чешми, каде што нели последната е упи. За недела можете Даријан да спомне некој. Даријан, да. Неделата почнува со адетите од зетот. Почнува рано на Сабајле во утринските часови со одење на гробишта, канење на мртвите. Тоа представува нели обичаи кај што се повикуваат предците на самиот зет. Продолжува со канење на кумот, бричење на зетот по канењето, кој што представува еден начин на преминот, како да кажеме, од момче во маж, нели, со бричење, со новиот почеток. Потоа се состројници и со конјарицата заедно се тргнува по невестата, каде што проследуваат многу различни адети кои што се повеќе од невестинската страна во нејзината куќа. И после тоа следува венчавката, по венчавката која што нели трае одреден период, испраќање топаните со благослов нели за следната година на Петровден, пак да дојдат во Галичник, пак да се одвива. Кој од сите овие обичаи кои што ги споменавте вие лично најдраг, а кој од друга страна беше најсложен да се научи? Најдрагиот представува и најсложен, бидејќи јавање на коњот нели адреналински. Имавме многу спремања за на коњот, бевме претходно јававме. И тоа истовремено е и најдраг, пошто нели нова работа не е секојдневие да јаваш конј, претпоставувате. И затоа е најдраг, е нели најтака, како да речеме, од кој што се плашиме на некој начин, пошто е новост, нели нормално. За мене споменав и претходно, имам веќе 10 годишно искуство, но за мене најемотивен дел ќе биде кога ќе ме пресоблакаат во невестинска носија и кога ќе ме испраќаат нели од куќата на моите родители. И сега две жени се погледуваат и зборуваат за ова и двете со солзи во очите. Го споминавме и пред разговорот. Ми кажавте во неколку наврати, Кристина, многу сум од денес емотивна. Сосема велиш дали е трема од гостувањето во утринската, велам не, апсолутно. Денот доаѓа до свадбата, секоја жена знае што значи тоа, не дека не е апсолутно емотивен момент и за момчето, но за девојката која што треба да излезе од домот е посебно емотивен момент и нема ништо страшно ниту срамно во сулзите. Така, апсолутно се за луѓето.
Оно што ќе им го кажеме и вие на гледачите дека вие до последен момент не се гледате. Да, се гледаме кога ме носат од мојата куќа во куќата на зетот. И се гледаме во моментот кога одиме на венчавка. Од тогаш етен. Да. И после цел живот ќе се гледаме. Така почнува се вообичаено, Да. нели? Да. Па и добро е да сте малку разделени. Имаме најава за многу високи температури. Тоа некако треба да се преживее, имајќи предвид дека сите ќе бидете и во автентични и традиционални носии. Стефана, вие во препознатливата свадбена галичка носија, која што е изработена со филигранска прецизност, но која што не е едноставно за носење и тежи. Да, но во тие моменти верувајте ми дека ништо не е тешко. Кога ќе ги слушнете тапаните и зурлите, не размислувате, најпоследното нешто е тежината на самата носија. Баба ми вика, имаш снага да ја носиш носијата, така да нема да имаш никаков проблем. Жена што може да издржи, никој не може. Како реагираа вашите семејства? Споменавте дека пред вас и вашиот брат правеше галичка свадба, но како реагира на кога им соопштивте дека и вие сакате да бидете дел од приказната? Вие како галичанка, од друга страна, вие Даријан? Семејството секогаш ни биле најголемата поддршка. Значи све поддржале до сега, продолжуваат да поддржуваат, така да си реагираа супер. Да, многу беа среќни и мислам дека очекуваа, само чекаа да бидат известени на време, но така да без нив нема да може да истераме целата свадба, затоа што ќе бидат и они облечени во носија и од мојата страна и од страната на Даријан. Така да мислам дека ќе имаме една целина која што ќе даде навистина една голема уникатност на самата свадба. Предизвик или товар на плеќи е моментот дека илјадници домашни странски туристи, ние медиумите ќе сакаме дел од вашиот интимен момент. Сите погледи ќе бидат вперени во вас. Задоволство. Да, задоволство ќе биде, да. Ни предизвик, ни пак товар. Задоволство е да се представува одредена традиција и да се зачува традицијата на Македонија. Утре се започнува, но започнува со културна програма, како што си е редот и како што секоја година се организира нештото. Граѓанскиот брак по завршувањето на галичката свадба е закажан за септември. Тоа ќе биде лесно во споредба со сево ова што ќе се случува викендот, нели? Да, дефинитивно. Какви се очекувањата? Што лично вие очекувате? Дека ќе се поминеме преубаво. Прости што Да. прекинувам. Да. Сите знаеме што очекуваме од вас, најубавото од вас го очекуваме. Ајде од друга страна, какви се вашите очекувања? Дека заедно со целото мое семејство ќе се поминеме најубаво, дека ќе имаме најубави 2 дена таму поминати. Така да мислам дека стварно нема да имаме проблеми. Јас едва чекам да почнеме затоа што стварно со нетрпение го исчекуваме во момент. Да, ја мислам дека нема ни да осетиме свадбата како да се одвива. Пошто тоа чим започне, нели? Многу брзо помина. За вас како галичанка и некако ми е својствено да бидете толку опуштана во својата кожа, имајќи предвид дека знаете и за обичаите и за традицијата. Даријан, ми изненадивте колку сте опуштени, колку сте расположени, колку сте насмеана, ве очекува сериозен предизвик во најпозитивна смисла на Да, апсолутно. Се во ова. Ви посакувам многу радост. Ви посакувам спокој, безгрижни денови, да се шири семејството, како велат, да се кердосате. И сите убави мигови да ги споделуваме со јавноста. Многу ми е драго што има млади луѓе кои што сакаат да ја продолжат оваа приказна. Постојано зборуваме нели за традицијата и за обичаите. Чуму ќе ни се тие ако немаме кој да ги продолжи. Така е, без нас младите нема да може нели да се продолжи самата традиција која што ни имаат нели оставено нашите претходни поколенија. Така да честа е наша дефинитивно. Најголемата честа наша. Се гледаме по свадбата овда повторно? Се гледаме. Со фотографии, со видеоматериалите ги сумираме в печат узик, може така? Апсолутно. Ви благодарам од срце за гостувањето во Македонија наутро. Вообичаено велат невеста и младуженец пред свадба не ги допирајте. Но јас сум многу благодарна што одвоивте простор и за нас медиумите и за нашите граѓани. Благодарам. Ви благодарам.